Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, драги слушатели, вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, го слушате вашето радио во боја. Моето име е Христина Рунчева-Тасев и во наредните 60 на минути ќе ве водам низ брановите на умствена гимнастика. Зборуваме за една многу интересна тема. Одамна размислував да ја отвориме оваа тема и мислам дека денес е вистинското време да зборуваме за младите лидери, особено поради тоа што Република Македонија редовно се соочува со нови предизвици на кои што веројатно она што е неопходно е секогаш да се одговори со добро избрани лидери, односно солидно лидерство. Затоа како се градат младите лидери низ школата за млади лидери и за начинот на функционирање на алумни асоциацијата на оваа школа за млади лидери под покровителство на претседателот на Република Македонија господинот Ѓорѓе Иванов, ќе зборуваме во наредните 60 на минути на брановите на Радио Слободна Македонија. Останете заедно со нас и ќе ги дознаете наскоро моите денешни две соговорнички. Умствена гимнастика. Голуд, по сила ме тераш да идам ја у градко на бал. У фустан со мали циркони и ногти од пластика. Живот на висока штикла и цигара у штикла. Ма дај, одмори ме малку и стај ми лево чаша. Не знам што те чувам до себе, ма не си ти за мене. Најди си од тие твоите што зборав како бебе. На видиш ја си убава. Трескам се очината. Но имам ја презградам тренерка за дрело на бетониране моја мисла. Јас сум на чисто со себе. Ти можеш свашта да кажеш до утре да лаеш. Но јас не живеам за другите. Не, јас не живеам за другите. На фора, како да се допаднеш, имидж за сите да зборат, он е јак и успешен. Бегај, да можам да мислам, скапи ми се мислите, цел свет отишол луп. Ма што ви е на сите, не знам што те чувам до себе, ма не си ти за мене, најди си од тие твоите што зборам како бебе. На мене видиш ја сум убава. На мене профи сум нашминкана. Ма имам ја презградам тренерка да дрелам на бетониране моја мисла. Јас сум на чисто со себе. Ти можеш свашта да кажеш до утре да лаеш. Но јас не живеам за другите. Не живеам за слава, не живеам за шминка, не живеам за плата и концертната трика. Не живеам за партија, не живеам на хартија, не живеам за баба и културното здраво. Не живеам за мислење, не живеам од критика, не живеам за Европа, ниту за политика. Не живеам по правила, униформа не носам и решете губи се. Не живеам ја за тебе. Не живеам за другите. Не живеам да преживеам, не живеам да ме похвалат. Не живеам по кутија и паке за борцинкара. Не живеам по правила, униформа не носам. Јас не живеам за другите. Умствена гимнастика.
Вие сте на Брановите на Радио Слободна Македонија, слушате умствена гимнастика. Во денешното издание на умствена гимнастика рековме дека ќе зборуваме за лидерството, особено за младите лидери. Најчеста асоциација и на некој начин олицетворение на она што значи профилирање на млади лидери се случува низ школата за млади лидери, која што се одвива под покровителство на председателот на Република Македонија. И токму денес имам две представнички кои што ни доаѓаат од оваа школа за млади лидери, односно од незината алумни асоциација. Добар ден и добри дека им посакам на Зорица Сапламаева, која што е актуелен председател на алумни асоциацијата на Иванов школа за лидери, и на Ивана Попчев, која што е поранешен председател на Иванов школата за лидери алумни асоциацијата. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, добро ве најдовме. Најпрво да ви се заблагодариме за поканата денеска, што не поканивте мене и Ивана да бидеме ваши гости и да зборуваме за школата за млади лидери, како и за алумни асоциацијата во која што веќе сме дел неколку години. Да, исто така јас сакам да ви се заблагодарам за оваа можност, бидејќи денеска ќе зборуваме малку за еден уникатен проект, како што кажав. Школата за млади лидери е уникатен проект, бидејќи е единствен ваков проект кој е организиран од страна на актуелен шеф на држава, а исто така ќе имаме можност и малку да зборуваме за најголемата додадена вредност на оваа школа, а тоа е алумни асоциацијата. Токму така. Мене ми е особено драго што имам две млади дами кои што поминаа низ оваа школа за млади лидери, но и кои што имале можност да бидат лидери на оваа алумни асоциација. Зорица актуелен лидер, Ивана како поранешен лидер, односно председател на оваа асоциација. Во секој случај за оние кои што не следат, кои што не слушаат, можеби не го познаваат добро концептот на школата за млади лидери. Како се роди школата за млади лидери? Ја поврзуваме со председателот Иванов, актуелниот председател на Република Македонија, кој што е основоположник и чија што идеја е всушност оваа школа, низ која што вие поминавте најпрво како млади лидери кои што се обучуваа, подосна и како први лица кои што стана заштитен знак на алумни асоциацијата. Па вака, како што кажав, оваа идеја е уникатна, бидејќи е единствена школа за млади лидери која е под покровителство на актуелен шеф на држава. Меѓутоа, самата идеја беше дел уште од изборната програма на председателот Иванов, бидејќи знаете, тој како професор знае колкаво е значењето на младите да им се овозможи да имаат квалитетно образование, да им се овозможи да се стекнат со дополнителни вештини и уште повеќе да им се овозможи на младите да добијат инспирација, мотивација, да се соочат со предизвиците, да напредуваат и да создаваат нови вредности. Како дел од неговата изборна програма, првпат школата беше реализирана во август месец во 2010 година, а оваа година веќе е во организација седмата поред школа за млади лидери. На досегашните 6 школи има поминато преку 250 млади лидери. Значи станува збор за луѓе кои доаѓаат од различна професионална и академска средина, меѓутоа сите тие млади лидери, што ми особено мене драго, е што се луѓе со навистина голем капацитет. И она што ми особено драго е дека се повеќе и повеќе луѓе се заинтересирани да учествуваат во оваа школа. Секоја година стигаат се повеќе и повеќе апликации кои содржат навистина импресивни CV-а. Тоа се млади лидери кои докажуваат дека во Македонија има навистина голем потенцијал. Она што е како визија на оваа школа и она што отпочна како визија на председателот е да им се овозможи на младите амбициозни луѓе да се стекнат со додатни вештини кои понатака ќе им помогнат во животот да се развиваат. Меѓутоа, според мене, она што е најважно и ќе им овозможи да се вмрежат меѓусебно и во иднина да си помагаат и на професионален и на личен план и како преку организацијата, значи преку алумни асоциацијата, да создадат еден навистина препознат лидерски ентитет. Токму така. Навистина е многу интересна самата идеја да се градат лидери, што би рекле од едни млади личности кои што го имаат потенцијалот, меѓутоа да созреваат натаму и во вистинска насока да го упатуваат она што го имаат како собствен потенцијал за лидерство, кое навистина е потребно на Република Македонија. Кажете ми,
какви се очекувањата на школата кога отпочна самото работење на школата за млади лидери, што се очекуваше од вас и воопшто кој беше генералниот впечаток, што треба да се добие на крај? Дали тоа ќе бидат профилирани млади лидери, кои квалитети треба да ги поседуваат? Ја би рекла дека целта на школата е да им се овозможи, како што спомна Ивана, на младите талентирани, амбициозни луѓе во Република Македонија да ги стегнат и да ги продлабочат своите лидерски вештини и преку иновативни иницијативи и активности да придонесат за позитивен напредок на општеството и во средината, исто така и во средината во која што живеат и делуваат. Морам да кажеме дека значи на Алумни асоциацијата или школата ја поминале повеќе од 200 млади амбициозни луѓе и тие се доаѓаат од различен академски и професионален фокус, така што овде спаѓаат значи и електроинженери, машински инженери, економисти, правници, доктори, музичари, писатели и така натаму, што значи стварно склоп на многу различни универзуми кои што делат една иста визија, а визијата е како да се промовира лидерството во секој аспект од животот и како преку, како што реков, иницијативи и активности да го поттикнеме тоа кај сите, вклучувајќи и нас. Исто така морам да кажам дека нашите членови доаѓаат од различни културни, етнички и религиски припадности и очекувањата на сите и како што реков е значи да ги продлабочат и да ги стекнат лидерските вештини, да се во кои што спаѓаат и комуникацијски вештини, и говор на тело, и преговарање, и проблем солвинг, како да наречам, Така, решавање на проблеми, и да градат визија и така натаму. Значи тоа е еден пакет на сите потребни вештини кои што треба да ги поседува еден лидер. Така, она што спомнавте е интересно дека може да биде секој во редот на оние кои што ќе се обучуваат во оваа школа без оглед на професионалната позадина која што стои зад нив. Тоа значи дека од различен профил млади луѓе може да се приклучат кон школата. Кога вообичаено се одвива повикот за оние кои што не следат и кои што можеби еве ги испровоциравме и имаат желба да се приклучат во редовите на оваа школа, кога може да ги поднесат своите пријави и какви квалитети треба да поседуваат освен што е добра волја за да се пријават? Тоа можеме. Да, значи самиот конкурс се отвора некаде на крајот на мај, почетокот на јуни месец и нели како и секој конкурс има одредени услови за пријавување. Помеѓу условите се одлично познавање на англискиот јазик, просекот висок од образование да биде еднаков или поголем од 8,5 или еквивалентно нели доколку се работи за диплома од странство, бидејќи заборавив да напоменам дека дел од лидерите се исто така македонци од диаспората кои завршиле на реномирани странски универзитети. Потоа потребно е работно искуство од 1 до 5 години и секако нели магистарска во одредена област би се сметало за предност, меѓутоа тоа не е еден од основните услови. Инаку секој кандидат треба да обезбеди 2 препораки од институцијата од каде студира или работи. И всушност и самите критериуми за селекција на учесниците на школата за лидери се всушност пред се базирани на академските и на професионалните достигнувања на самата индивидуа. Значи тоа не станува збор конкретно за мораш да знаеш англиски, да имаш просек и ќе бидеш пример. Значи при процесот на самото интервју кандидатите се оценуваат според нивните и комуникацијски вештини, според нивните досегашни достигнувања, според нивните интереси и колку тие може да допринесат нели во самата алумни асоциација и колку тие самите би си отвориле себе си можност да го искористат она што ќе го научат на самата школа. Така, и се подготвени да се вложат себе си во школата, меѓутоа и во иднина да придонесат во алумни асоциацијата. Умствена гимнастика. Вие слушате умствена гимнастика на врановите на Радио Слободна Македонија. Денес зборуваме за профилот на млади лидери и за лидерството кое што се гради низ Иванов школата за лидери. Заедно со нас во студиото се Зорица Сапламаева, сегашен председател на алумни асоциацијата на Иванов школа за лидери, и Ивана Попчев, која е поранешен председател на оваа алумни организација.
Спомнавме кој се може да се пријави да учествува во школата за млади лидери, односно да биде обучен, но она што ме интересира е како се одвиваат самите предавања, како се градат младите лидери во оваа школа. Кои се биле предавачи досега во школата и на какви вештини, на какви техники ги обучуваат младите лидери? Дали се тоа само теоретски предавања или има малку повеќе и практична настава, вежби со кои што потенцијалните идни млади лидери би имале прилика многу полесно да се снајдат во она во кое што би пројавиле желба и интерес да водат? Програмата опфаќа предавања и обуки од сферите на лидерството и менаџментот од страна на еминентни предавачи и гости од врвни образовни и професионални институции, политичари, парламентарци од европски земји, амбасадори, министри, председатели на успешни компании и бизнес групации. Ја бих сакала да набројам неколку од нив кои што биле многу интересни, посебно омилени, можам да кажам, кај членовите на Иванов школа за лидери, како на пример Патрик Джефсон, кој што е поранешен приватен секретар, шеф на кабинетот на принцезата Диана и е напродаван автор според Нью Йорк Таймс. Исто така госпоѓа Мери Џо Џекоби, која е именувана за комесар на британската државна служба од страна на кралицата Елизабета II, помошник секретар за трговија на САД и поранешен специјален агент на председателот на САД Роналд Реган. Исто така би го спомнала Джеймс Дан како проект директор на Пацифик институтот, неговото царство и кралство височество надвојвода Карл фон Хабсбург, поранешниот председател на Република Србија Борис Тадик, Джейсон Мико, директор на Russell Public Communication, Јорге Динер, сениор директор на International Projects at Hadassah International и уште многу други еминентни предавачи кои што доаѓаат од светот и го пренесуваат нивното знаење и искуство на членовите, односно на членовите на школата за лидери и на не само преку предавања и вежби, туку и можност за дискусија лично со нив, така што членовите можеле да бидат во директна комуникација и да научат стварно од нивното огромно искуство во областа во која што они делуваат. И јас би сакала да го споменам тука еден човек што ми е особено драго што го познавам, а кој го запознав како предавач на школата за млади лидери, а тоа е Мухамед Мешич. Не знам колку вашите слушатели имаат слушнато за него. Станува збор за гениалец кој во моментов течно говори и пишува преку 90 светски јазици. Значи, станува збор за млад човек од Босна кој во моментов има и лични пријателски односи и служи како советник на многу шефови на држави и влади низ светот, а е еден од најпристапните и најсрдечните луѓе и најчесто до сега, секоја година е прогласуван за најдобар предавач на самата школа. Се надеваме дека и годинава ќе успее да ни се придружи. Дали имате впечаток дека всушност најталентираните, најспособните предавачи или професионалци кои што се нашле во редовите на Иванов школата за лидери, всушност и најскромните луѓе кои што до кои што најлесно може да се допре и да се отвори плодна дебата? Да. Ја би рекла дека по завршувањето на школата за лидери, како моје искуство, сватив дека стварно неуспешните луѓе во светот се најскромни и се желни да го споделат тоа свое знаење и искуство на сите. И исто така сватив уште едно дека не е секогаш битна целта во животот кој што зацртуваме, туку одењето, убавината е одењето на патот кон таа цел и пријателствата кои што ги запознаваме и ги создаваме. И според мене пријателствата кои што ги создавме и ги остваривме на школата за млади лидери се за мене најголемото богатство. Така. Ти остана, значи, повеќето од предавачите остана во директен контакт со нас. Станува збор за навистина успешни луѓе чие време чини навистина многу пари. Тие на школата предаваат на своја доброволна основа, што е многу важно. Значи, и самите предавачи имаат увидено вредноста на идејата на председателот Иванов. Секој од нас го изслуша
внимателно, за секој од нас беа заинтересирани и со секој од нас останаа во личен контакт за и понатака во животот доколку ни се потребни да застанат на наша страна и да ни помогнат. Она што е интересно околу предавачите е дека доаѓаат од различни сфери, значи дел од нив се или биле дел од политичкиот живот, други работат во различни профили на компании, различни невладини организации, доаѓаат едноставно со различна позадина и различни искуства кои што ги пренесуваат за сите оние кои што се слушатели на школата. Веројатно од секој од нив имате по некое знаење кое што останало кај вас запаметано на некој начин или па се претворило во некоја животна лекција. Постои ли некоја животна лекција која што ја научивте од школата и која што трајно ќе ја паметите? Па еве, како што реков јас, значи, освен пријателствата, дека се многу битни и наше најголемо богатство, исто така би рекла дека тоа е како животна лекција или искуство, дека во животот све можеме да измериме на некој начин, дали станува збор за проекти или дали станува збор за одредени организации, значи може да предвидиме време, може да предвидиме трошоци, сите работи многу се лесно предвидливи ако направиме одредена структура, меѓутоа човечкиот фактор е најнепредвидлив и е најсензитивен и затоа треба да знаеме како да се справиме и како да се однесуваме. Тоа е така моја животна лекција. Инаку секоја школа ја отвара самиот претседател на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, и она што мене особено ми остави впечаток е што тој никогаш не стави акцент на тоа дека вие треба да бидете најпаметни, вие треба да бидете најчитани. Едноставно она што прво го потенцира секогаш дека вие треба да бидете добри луѓе. Значи тоа е основната звезда воделка и на самата школа и негов совет за нас младите како да се однесуваме во животот, бидејќи како што вели тој, нели, темнината раѓа темнина, светлината раѓа светлина. Она што е важно е ние да останеме на крај добри луѓе и она што ќе го оставиме позади нас да биде исполнето со позитивна енергија. Ја исто така би сакала да споделам една порака која што генералниот секретар на Обединетите нации, кога беше овде во Македонија, ја сподели на благодарение на претседателот на Република Македонија, каде што членовите на ИСЛО остварија средба. Сакам да споделам само неговата порака. Тоа е дека често се вели дека младите лидери се лидери на еднината, но вие треба да бидете лидери на сегашноста. Вие сте лидерите сега, заедно со претседателот, вие сте реформатори, вие сте носители на промени, вие ја пишувате историјата. Таа е една порака од Бан Ки Мун на средба која што имавме ние како членови на Иванов школа за лидери, заедно со претседателот на Република Македонија. Така, во секој случај на Република Македонија и се потребни лидери, посебно млади лидери кои што допрва имаат потенцијал да вложуваат во различни сфери за нејзиниот развој и иден напредок. Меѓутоа, на некој начин самото канализирање на сите овие знаења кои што ги стекнавте низ школата за млади лидери, сега имате прилика да ги инвестирате, би рекла, преку алумни асоциацијата, која што е формирана врз основа на тоа што во неа се вклучуваат поранешните кадри кои поминале низ оваа школа за млади лидери, што е навистина една добра инвестиција, би рекла, во човечки ресурси, во човечки капитал, затоа што постои мрежа на сите оние кои што поминале низ школата, рековте над 200 млади луѓе. 250 млади луѓе. Кој е концептот на алумни асоциацијата на Иванов школата за млади лидери? Да, значи како што кажавте, единствен предуслов за да членувате во Иванов школа за лидери и алумни асоциација, ние ја викаме скратено ИСЛА, е да имате поминато школата за млади лидери. Значи станува збор за организација која навистина е најголемата додадена вредност на школата. Зошто е така? Самата алумни асоциација не беше предвидена кога беше планирана првата школа, меѓутоа синергијата која се создаде помеѓу учесниците на првата школа, ова го знам и лично од првиот претседател на школата за млади лидери Даниел Ѓокевски. Значи самата синергија која се создаде помеѓу учесниците на таа школа допринесе до тоа тие да ја увидат потребата да ја создадат првата алумни асоциација во државата посветена на лидерството. Инаку станува збор за организација која се фокусира на 3 столба. Пред се ние сакаме да се посветиме на промоција на лидерските
карактеристики и она кон кое најмногу се стремиме да станеме цврсто вмрежена алумни асоциација, како што кажав, многу е значајно ние да си се имаме едни со други, затоа што капацитетот таму кога сме заедно може само експоненцијално да се зголемува. Она што е значајно да се напомене е дека освен тоа што ние се фокусираме на промовирање на лидерството во оние сфери каде што живееме и делуваме како лидери, се фокусираме и да се надградиме себе си. Постојано сме во организација на различни настани, различни предавања, семинари, обуки кои се наменети за самите членови на организацијата да им се даде можност дополнително да ги надградат своите вештини, бидејќи човекот учи додека е жив, а во последните неколку години дел од тие предавања и обуки се отворени и за пошироката јавност. И третиот столб на нашата организација, она кое сите од нас веруваме дека треба да биде втемелено и во секоја личност и во секоја организација, е чувството на општествена одговорност, односно да им се помогне на оние на кои помошта им е најпотребна. Така, кажете ми, колку сметате дека еве од искуството на школата, колку на Македонија и се потребни вакви млади лидери? Постои едно мото кое што вели дека лидер се раѓа, лидер не се создава, но сепак Иванов школата за лидери има едно мото дека лидерите, посебно младите лидери, може и да се изградат преку обуки, преку нови знаења, сознанија. Ќе се согласите ли со тоа дека потребно е за да се биде лидер единствено да се биде роден лидер? Не, ја не се согласувам. Ја мислам напротив дека лидер се создава со секојдневно учење, со секојдневното искуство кој што дали е тоа работно или животно или во насока како што сме ние сега, значи меѓу организација и така натаму. Значи лидер е човек кој што знае кој ги знае што прави, има своја визија и секојдневно учи, постојано учи. Тоа е еден, така кажам, never ending process of learning и сметам дека и затоа стојам на тоа дека лидер се создава, не дека се раѓа. Јас исто така се сложувам со мојата колешка Зорица. Значи, она што е значено, да, секој човек има одредени карактеристики со кои е роден, одредени способности. Меѓутоа, она што е значено, ние нели да ги негуваме тие карактеристики, а особено она кон кое ние се посветуваме како организација е да ги инспирираме младите лидери и себе си да се инспирираме и меѓусебно и од предавачите и меѓусебно да веруваме во себе си, затоа што на лидерите им е потребна храброст за да застанат напред и да водат. Да како што вели председателот, да застанат, да го превземат кормилото тогаш кога тоа е потребно. Значи таа храброст и таа верба во себе се раѓа само преку дополнително надоградување на себе си, преку постојано надоградување и учење на нови вештини, нови знаења и само така кога ќе се отвориме ние како лидери и кон светот и кон сето знаење може да имаме напредок. Кои се основните вредности на кои што треба да се заснова делувањето на еден млад лидер според вас? Спомнавте дека сте инспирирани од доктор Ѓорѓи Иванов, председателот на Република Македонија, кој што вели дека пред се треба да бидеме добри луѓе за да бидеме и добри лидери. Меѓутоа, кои други вредности, кои други особености се неопходни за еден добар лидер? Според мене, она што е неопходно за еден добар лидер е тој да биде фокусиран на идеи. Значи да верува во себе си и да биде фокусиран и да верува во своите идеи, затоа што само големите луѓе нели размислуваат за идеи, како што вели председателот Иванов, нели каква Македонија ќе создадеме, таква Македонија ние ќе имаме. Значи доколку младите луѓе го оттргнат вниманието од оние работи кои не се толку значајни за личен напредок, за професионален напредок, па и за напредок на државата и се фокусираат кон идеи како ние може да стигнеме до подобро утре, тоа ќе биде добро и за нив како личности и за општеството каде што делуваат. Значи трудот, бидејќи без труд ништо не се постигнува, посветеноста и фокусирањето кон идеите е она што е значено за еден млад човек да напредува и да се гради себе си. Зорица? Истото се сложувам со Ивана дека потребна е креативност, иновативност, значи преку иновативни иницијативи да делуваме позитивно на општеството и на тој начин да ги инспирираме сите околу нас и да се воздигнеме тоа, како што речи самиот председател, повторно ќе повторам, каква
Македонија ќе создадеме, во таква Македонија ќе живееме. Му така. Умствена гимнастика. Ова е последниот блок од умствена гимнастика. Зборуваме за младите лидери преку искуствата на Иванов школата за лидери, алумни асоциацијата, чија што председателка и поранешна председателка се заедно со нас во нашето студио, Зорица Сапламаева и Ивана Попчев. Би сакала во овој блок да предискутираме малку повеќе за тоа дали постојат слични организации на ова Иванов школа за лидери, алумни асоциација, дали соработувате со некои слични организации, малку повеќе за проектите кои што досега Иванов школата за лидери преку својата алумни асоциација ги има реализирано. Ја би кажала, еве сега последниве соработки или меморандум на соработки кои што ги имаме остварено за оваа година. Првата е со МКЦ, Европско-македонскиот центар за иновации и знаење, кој што заеднички организиравме семинар каде што предавач беше Байбар Алтунташ, светски лидер и предприемач. Исто така имаме огромна соработка со Фондација Алијанса на цивилизациите, во кој што имавме воркшоп за пишување проектни апликации за Еразмус и исто така благодарение на Фондација Алијанса на цивилизациите, исто така сме вклучени и во пишување на проекти за глобални развојни цели на Обединетите нации, кои што се 17 на број. Ова се последните соработки од оваа година, меѓутоа како Ислак оваа година ќе слави 5 години, значи во целиот незино делување имаме направено многу соработки со многу организации, вклучувајќи со CLBN, кој што е една интернационална организација за општествена одговорност со Турција, Балкански институт за вера и култура со соработка со Oxford Connections, исто така имаме соработка со со Дипломатската академија со Министерство за надворешни работи, имаме меморандум исто за соработка со НАПАК, Национална агенција за престижни академски граѓани и така натаму. Значи, соработуваме со многу организации и заеднички го делиме своји искуства и знаење и во иднина сакаме ова соработка да ја зголемиме, не само регионално, туку и меѓународно и заеднички да разменуваме не само членови, туку и да организираме настани, семинари и конференции и така натаму. Постои ли некоја слична организација на Иванов школата за лидери која што се случува кај нас? Како што кажав, станува збор за уникатна организација од аспект на тоа дека ние сме првата алумни организација во Република Македонија посветена на лидерството, но она што е значајно е дека ние многу лесно може да се поврземе со било која друга организација, невладена организација, фондација, дури и со владени државни институции, затоа што прво нашата сфера на делување е многу голема, бидејќи како што кажа мојата колешка Зорица, нашите членови доаѓаат од навистина широк спектар и академска позадина и професионални и лични интереси. Оние соработки кои ние досега ги имаме остварено навистина допринеле многу и Исла, освен што соработува со многу невладени организации, е посветен партнер и на самата школа за млади лидери и доволно зборува фактот дека на секоја школа за лидери навистина голем број дел од алумни членовите се присутни барем во одреден дел таму. И освен нивната цел да ја промовираат самата алумна организација пред новите потенцијални членови, тие се таму да им покажат и колку самата школа и самата алумна организација допринела за нивниот професионален и личен развој. Така. Малку повеќе би сакала да позборуваме за она што го имате реализирано како проект досега преку алумни организацијата и кои се плановите за во иднина, кои се очекувањата, што може наскоро да очекуваме од алумни асоциацијата на Иванов школата за лидери. Значи, досегашните проекти се навистина многу, како што кажа Зорица, ние веќе функционираме 5 години, оваа година во март месец ќе го прославиме 5-тиот роден ден. Инаку, пред се, како што кажав јас и предходно, нашите семинари, обуки, панел дискусии се посветени за
да им се даде на нашите членови шанса да не се стекнат со нови вештини. Значи станува збор за семинари од област на лидерството, на предприемачките вештини, на менеджментот, на градење на капацитети. Значи станува збор за едни интересни настани кои грото се организирани во нешто што ние си го викаме Исла викенд, каде што барем еднаш квартално гледаме да се собереме што поголем број на членови и еден ден да го посветиме на наше усовршување, на доградување, а другиот ден да го посветиме на дружење со спортски активности. Исто така и нашата организација досега има реализирано многу средби во различни амбасади, каде што ни е дадено можност со самите амбасадори да разговараме на одредени теми, да разговараме нели за потенцијална соработка, а како настани би ги издвоила првиот дипломатски форум на ЦЕИ, односно форумот што се одржа во согласно со една од стратешките цели на ЦЕИ, значи имплементација на мали и средни проекти, и беше во организација на Дипломатската академија при Министерството за надворешни работи и нели во соработка со Исла. Потоа Исла членовите имаа шанса да учествуваат на форумот за млади во 2013 година. Се надевам дека и во 2016 ќе имаат истата можност. Тој форум се одржа во рамки на третата светска конференција за диалог помеѓу религиите и цивилизациите. И она што е најзначајно, барем според мене, е средбата со Бан Ки Мун, која нашите членови ја има благодарение на председателот Иванов. Не стануваше збор за класична средба предавање, туку навистина имавме можност да поразговараме со еден лидер од светски ранг и да го прашаме она што нас не интересира и тој да ни даде совет нели за нас лично и за Македонија. Мислам дека и претходно Зорица баш и го истакна она што беше најзначајно што самиот Бан Ки Мун ни го кажа. Така. Зорица, како актуелен председател на Алумни асоциацијата, што може да се очекува како идни проекти? Знам дека постои интерес од ваша страна за хуманитарни акции, хуманитарни настани. Ја би сакала прво да ги истакнам неколку хуманитарни настани кои што сме ги реализирали во минатото и да се надоврзам сега со идните планови. Би ја истакнала акцијата Преградка на дар, кој што траеше 3 години, во која што членовите на Исла рачно изработуваа играчки за деца и ги дистрибуира до децата кои што се болни по болниците и не само во Скопје, туку вклучувајќи во Охрид, Битола, Тетово, Куманово и така натаму. Исто така како би ја истакнала како хуманитарна акција, хуманитарната театарска представа Женски театар, кој што во соработка со Драмски театар на Скопје, во кој што една од учесничките на театарската представа е членка на Исла и средствата, односно продадените карти и средствата кои што ги собравме таа вечер од представата беа донирани тогаш за дете кои што требаше се лекува во Кина. Така да имаме многу хуманитарни активности со собирање на храна и материјални средства и сакам истото тоа да се продолжи оваа година. И тоа беше дел од мојата програма за 2016 година, како слоганот Leaders Act, Leaders Do, Leaders Care, како општествената одговорност да ставиме како рамка, како еден од водечките столбови да биде како вклучително еден од водечките столбови на нашата организација. И тоа би се оствариле нормално, како што реков, преку организација на хуманитарни активности и настани и проекти со тема општествена одговорност. И исто така, во дел од програмата вклучува и организација на настани и проекти за подобрување на животната средина, одржување и изголемување на меѓународниот кредибилитет на Исла, а тоа би се остварило со организирање на меѓународни семинари и конференции на кои што би учествувале меѓународни експерти, представници универзитети, државни институции и невладин сектор, воспоставување на контакти со слични меѓународни организации за лидерство и организирање на заеднички семинари и предавања за различни аспекти од лидерството и така натаму, и поголема препознатливост и промоција на Исла и организација стандардно како што се нашите семинари Исла викенде. Така би го заокружила ова. Вашата програма за наредната година на Исла. Јас овде би сакала да ви се заблагодарам за денешното гостување, имајќи предвид дека имате навистина агенда која што инспирира и која што има многу благородни цели пред се. Ќе ви посакам многу успех во делувањето и се надевам дека мрежата на млади лидери преку Иванов школата за лидери ќе расте и ќе успеете да изградите уште голем број на млади потенцијални лидери кои што се неопходни на Република Македонија. Многу успех во вашето работење, а овде ќе се
поздравам и од нашите слушатели и ќе закажам нашата следна средба, следно дружење за 7 дена на брановите на Радио Слободна Македонија. Вие слушавте умствена гимнастика во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум вашиот уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев, а слушавте умствена гимнастика на 4 март 2016 година. До слушање за 7 дена. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.